Вчера градскиот фудбалски клуб Тиквеш 1930 имаше редовен тренинг. И тоа не би била некоја вест ако поради случувањата последниве неколку денови пред се поразите на кавадаречкиот клуб и смените на кормилото на Тиквеш, вистинските љубители на спортот и најверните навивачи Лозар Исток попладне вчера не беа на градскиот стадион со фудбалерите. Тие не тренираа, но имаа средба со председателот на клубот Илија Темелковски, со новиот спортски директор Звонко Костов, а се сретнаа и со играчите. Ја следевме оваа средба од страна и навистина бевме фасцинирани од она што го слушавме и гледавме. Политичарите можат да учат од диалогот кој се водеше на градски од навивачите и спортските работници. Конструктивно и навивачите и управата имаа можност да се произнесат за она што е актуелно во клубот. Навивачите отворено со прашањата: зошто нов тренер од Неготино и тоа во очи на дербито на дното со ФК Неготино? Дали овој надпревар е однапред подаден? Зашто веќе има и муабети и оговарања во градот? Зошто тренинзите на сите фудбалски школи на Тиквеш децата што тренираат ги плаќаат од джеп? Зошто не се исплатени или доснат некои исплати на обрски кон тренерите? Зошто не е исплатен Блаже Панов, чија лиценца беше виза за надпреварите ова пролет на Тиквеш во втората лига? Зошто до сега навивачите на Лозар Исток ги немаше на трибините на клубот и уште многу други нејасности или оговарања кои се дел од муабетите на чаршијата за Тиквеш и околу клубот, а за сето ова се бараше соодветно толкување. Во секој случај, респект за поединците од Лозар Исток, кои цивилизирани и со загриженост можеби завршија голема работа со диалогот кој вчера го демонстрираа. Респект за нив пред се за боите на Тиквеш. Темелковски како председател на управниот одбор демантира за било какви местинки на надпреварот со Вардар кој треба да се игра наскоро. Исплатата на обрските кон сите договорени страни што е направено со Тиквеш и било кои поединци се одвива според договорот. Кохезијата во тимот засега е одлична и Тиквеш е во добра кондиција за сите спортски средби. Малиот пат во формата ќе биде повратен уште овој викенд на гостувањето на Тиквеш. Клубот со сите сили настојува да остане и ќе остане во втората лига, што е крајна цел на сегашниот и поранешниот управен одбор, како и финансиерите од градот, но и од локалната самоуправа. Потоа заеднички навивачите и управата со стручниот тим имаа средба со фудбалерите кои само потврдија дека тие се дојдени во Тиквеш да играат и тоа со сите сили ќе го оправдаат на средбите кои престојат, со што ќе се демантираат злите гласови. Средбата со Вардар нема шанси да биде продадена, напротив, сите 90 минути на градски со Вардар ќе бидат борбени и ќе се настојува 3 бода да останат во Кавадарци. Еве како новиот спортски директор Звонко Костов ја коментираше вчерашната средба и надпреварите кои ни престојат ова сезона во втората лига. Па еве во текот на денешниот ден имавме некој состанок со навивачите, кај што отворено се увидува проблемите. Моментално те кои што не тиштат, бидејќи после овие 3-4 неуспеси кола, дојде до промени малце и во стручниот штаб и во организациониот план и денеска мислам дека и со право навијачите го оправдаа својот револт, се интересираа за состојбите во клубот на Тиквеш и имаше доста прашања што е проблемот што добра екипа имаме, бодови нема. И дојдовме до некое соломонско решение кој во текот на утрешниот ден ќе го завршиме и до сабота ќе имате сите резултати, значи една солома да го истераме клубот овие 4-5 кола за да останеме во лигата, а после тоа во летниот прелазен рок коренито ќе се сменат сите работи, како од организационен, така и од играчки карактер. Сите ни се сегавичи квалификации, али ги ведете и вие сами навивачите, очекуваат една голема борба со Вардар Неготино. Тоа е едно дерби во кое што, да не речем, не смее да се помисли се изгуби, бидејќи тоа е еден престиж и од нивна страна беше истакнато дека коректно ќе навиваат за нашиот клуб, дека ќе нема никакви ексцеси, сакаат да ни бидат веќе ќе почнат доаѓаат на екипата со нас на утакмици, бидејќи и стварно без нив некој овој стадион е пуст.